Земјите од Азиско-Пацифичката економска соработка, позната како АПЕК, имаат бројни иницијативи за справување со родовата нееднаквост. Сепак, статистиките дискутирани на форумот за жени и економија во Сиетл неодамна ја истакна огромната работа што допрва предстои. It will take over 130 years to close global gender participation Ќе gap. бидат потребни повеќе од 130 години за да се затворат глобалните родови разлики. 300 години сме далеку од родова еднаквост. Но исто така, затварањето на глобалниот родов јаз ќе доведе до 28 трилиони долари на глобалниот БДП, или речиси 17 трилиони долари за регионот Азија-Пацифик. Немам 300 години, ниту 130. Нетрпелива сум. Шантел Стратфорд, председавачка со АПЕК за политичко партнерство на жените, предупреди дека придобивките во родовата еднаквост се кревки, флексибилни и не можат да се земат здраво за готово. Една од главните теми на агендата е дигиталната инклузија со нејзините можности и ризици. I spoke to many women, just generally asked them the question of what are the challenges. Разговарав со многу жени. Само генерално прашајте ги за тоа кои се предизвиците со кои се соочуваат во нивната област. И неизбежно во тие разговори ќе се појави вознемирување олеснето со технологија, сексуална злоупотреба онлайн. Од мојата сегашна позиција како амбасадор за глобални женски прашања во Стейт департментот на САД, сакам да соберам технолошки експерти, да размислат за тоа кои се начините за зголемување на безбедноста на жените, бидејќи технологијата е алатка која може да им понуди на жените огромни можности. Друга загриженост се климатските промени и нивното непропорционално влијание врз жените. Го гледаме предвидувањето дека во текот на следните децении ќе видиме од 25 милиони до 1 милиарда луѓе како се преселуваат. Што значи тоа за младите жени? Знаеме дека по климатските катастрофи, стапките на насилство се зголемуваат врз жените, стапките на небезбедни абортуси, стапките на непланирана бременост. Проценуваме дека во следните 20 години 14 милиони жени ќе го изгубат пристапот до контрацепција. Затоа размислуваме за ова, како можеме да ја поддржиме здравствената заштита на жените. Вајлапс е глобална организација за дизајн и истражување која работи на решенија за подобрување на здравствените и економските можности за младите луѓе. Извршната директорка Ребека Хоуп изјави за Гласот на Америка дека гледа потенцијал во користењето на технологијата за поддршка на справување со климата. Опциите како дигитално сексуално образование, дигитален пристап до контрацепција и дигитална грижа за менталното здравје се сериозно погодени од климатските катастрофи и климатските промени. Мислам дека има можности на вистина да се надогради просторот за здравствена заштита, за да може на младите да им се понудат повеќе опции на пристап до здравствената заштита. Тоа не е замена за традиционалните здравствени услуги и здравствени работници, но мислам дека е уште една алатка. Иако споделуваат многу слични грижи, не сите земји имаат исти решенија, ниту се подготвени да ги имплементираат со исто темпо. Понекогаш се работи за одржување на диалогот.